Годинава се навршија 75 години од основањето на Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје. Некаде во 1970 година се формира и мрежа на теренски соработници, собирачи од повеќе градови од државата, меѓу кои и струмичанецот Иван Котев. Од тогаш па до денес тој повеќе од половина век е соработник на Институтот за фолклор и собрал илјадници фолклорни единици материјал. Токму затоа ќе позборуваме со него за почетоците, за соработката, но и за сето она што како фолклорно наследство го собрал и го остава за македонските генерации. Господине Котев, рековме дека Институтот за фолклор постои 75 години, а вие се приклучувате недолго по неговото, на некој начин, созревање во 20-та година од создавањето на Институтот. Како дојде до таа првична соработка, може ли да се присетите? Прво да ви заблагодарам на вниманието, што сакате да зборуваме за една тема што мене ми е многу блиска, многу драга и секој пат размислувам за тие времења кога станав соработник на Институтот за фолклор. Именно штото го бев завршил педагошка академија и ме повика мојот професор по македонски јазик Иван Григоров да одам во Штип кај него на разговор. Кога отидов, тој ми рече дека Блаже Ристевски, во тоа време директор на Институт за фолклор, го ангажирал него, Иван Григоров, да собира фолклорни материјали од Подгоријата, бидејќи Иван Григоров е од Мокриново. Меѓутоа, тој беше човек не во години толку колку што имаше големи обврски во педагошката академија, беше пред градење сегашната зграда што е на академијата. Имаше доста проблеми со организација на наставата, немавме простор и други работи и ме замоли просто. Вика, знам дека ти оваа работа може да ја работиш, ќе му се јавам јас на Блаже Ристевски, ќе му кажам дека таа работа ќе ја работиш ти. И закажавме разговор со Блаже во Институт за фолклор. Тој беше на денешниот плоштад, каде е плоштадот, имаше еден ресторант голем, над него високи згради и во две-три просторички беше сместен Институтот за фолклор. Се сеќавате ли на таа средба со академик Блаже Ристевски? Значи, напишав писмо јас на Блаже Ристевски и во писмо стави дописна картичка да ми одговори дата кога да се видиме. Немаше телефони, тоа беше исклучено и добив наскоро. Во тој ден, во толку сата, во Институтот Маршал Тито, број 25, Скопје, од автобуска слеваш и право влеваш во кај него. Се поздрававме, многу срдечен беше Блаже Ристевски, многу приступачен. Поразговаравме малку, отидовме на ручек и ми рече дека ако ја сакам таа работа, да ја работам, ако не, јас му рекол дека уште не знам каква е, меѓутоа сакам да ја работам и се договоривме они да ми обезбедуваат ленти колку треба, магнитофонски ленти, тие големите што се. Некој добива и магнитофони, само јас ја немав таа среќа, меѓутоа ми донесе брат му од Германија магнитофон Грундик и тоа беше, овие разговори беа во навечерието веќе на 70-та година, 69 ноември, декември. Кога ми донесува магнитофон моите браќа Косталден и Никола, јас на 13 јануари 1970 година го направив првиот запис со Тодор Митев Донев од село Босилово, стараш точно 70 години, оти тој е роден 1900 година, тоа го памнам убаво, беше околу 3 сата поручек. Во очи на новата година договоривме да снимаме, тој дојде кај мен дома во станот дека живеех во Босилово и снимивме 3-4 песни и после имавме поголема соработа. Тоа ми се првите записи, ги чувам транскриптите, бидејќи лентата е во Институтот за фолклор и многу сум горд на тие записи, што се први, ама се доста квалитетни, со целокупната апаратура на испрашување на информаторот, со сите податоци,
така да сметам дека еве тогај прв пат слушнав и за Ристоман Попчево. Не знаев и јас. Од Чико Тодор Митев Донев ми кажа дека Ристоман Попчевски што сакал да ја минира и ја минирал пругата Скопје Солун и од Попчево дека е обесен и после ме заинтересира таа личност и еве запишав скоро 10-12 песни за него и сега направивме и документарен филм со Кире Георгиев и ти си вклучена во целата работа. Имавте ли пречки да ги убедите тие први информатори со кои што сте стапиле во контакт? Сепак нели станува збор за некое ново искуство во кое што претпоставувам дека требало и умешност, можеби и повеќе труд. Тие луѓе има кој син, кој дете, внуче и јас се научив од детство дека Чико Тодор знае доста песни, а и вака по природа сум доста контактирам со луѓето. Се беше договорно, не осетих некоја тешкотија. Тој човек просто ми помагаше во разговорот. Јас што не знаех, тој го кажуваше. Беше многу интелигентен човек, многу речит, многу со голема меморија и навистина прашањето интересно. Имал сум проблеми со луѓе да ги убедиш да пеат, оти многу полесно да го расплачеш човек, отколку да го убедиш да ти пее. Има на пати проблем, меѓутоа за мене не ми е било проблем ако ми извор посочен, ако сам пред тоа контактирал, значи немаше проблем за контакт да воспоставам. Со исклучок на некој ќе видиме, дојде, ќе видиме, па ќе чекаш до сретног, на пати по сретног дури, тогај ќе запее и на многу ленти, еве што се во институтот имам бидејќи магнитофонот снима секој шум го снимаше, куче како ла надвор, кокошките која пее петело 12-11 сати, вторите петли што ги викат, на се тоа се регистрираше. Значи, верувајте, ова е многу тешка работа со бирачката, оти не знаеш кога ќе почнеш да запишуваш, кога ќе почнеш да збираш, оти одиш просто наслепо. Ама и мало денови сум запишувал и по 20 песни. Има еден пријател од Градско Баловци, се научив дека татко му знаел многу песни. Он вика, тата, вика, не пее на никој, не од ќе ти пее. Иш не се надевај. Јас викам, Коле, ајде ти однесеме дома вас и ти ки со мене, па ќе направиме веќе со Чиковаса, има Дијана, јас со кола. Качехме се во кола, Стромица, ја дека Балдовци, 2 минути уидеме кај него дома. Беше есено време, седнахме под една лоза на зеленучка и со Чиковаса, вика, јох, пеење. А викам, деп само да чуваш како изгледа после. Испејаме една песна краткичка, која му пуштив, и он се ослободи видеото и не е лошо. Испејаме 20 песни, меѓу нив исто ми испеја песна за Ристоман Попчево варијанта и така ми тргна работа и запишував, имам предадено 600-700 песни веќе во институт. 665 баш јас ги броам, ама и многу остана кај мене дома во мојата фонотека, што уште некои не се обработени, некои се обработени. Значи, собирањето ми одеше од рака. Бев и во Гевгилиско, во Ѓавото, дека убиен Леонид војводата, и таму ми пеја песни за него, ми пеја љубовни песни, ми пеја песни од турско робство. Значи, само треба да имаш човек блисок, или учител, или некој службеник, или поп, или човек од селото, ама да е човек со авторитет, кој ќе може да му каже на пејачот, ако пееш, пеј, ако не мораш. Во таа смисла нема проблеми, има сегда своји луѓе и еве докаде дојдов, јас мислам дека се одолжив и на Македонија, и на себе, и на институтот. Фала Богу, институтот ќе прави може после оште мобета, ама ме прифати како свој човек, доктор академик Блаже Ристовски, кој што како директор на Институтот за фолклор покрена една широка акција за прибирање на фолклорни материјали од територијата на цела Македонија, па дури и надвор од Македонија, ако може да се запише нешто. И навистина беа ангажирани соработници скоро од цела Македонија. Не може да ви кажам бројот,
тоа го знаат во Институтот за фолклор најверојатно, меѓутоа тој број беше доста голем. Јас, например, само може да ви кажам дека беше ангажиран Пано Емшов од Неготино, јас бех туку од Струмица, Иван Бошнацки од Берово, Илија Китановски од Кратово и други сега. Не може да се сетам баш на сите. Оглавно имаше една огромна акција, така да кажем, на собирање на фолклорот, која за жал траеше 2-3 години, не траеше повеќе, бидејќи после снема средства и институтот не беше во можност да ни ги плаќа хонорарите за соберените песни и до там биде. Оглавно и покрај тоа, јас пак неколку ленти однесов во институтот, мислам песни и приказни, една-две ленти, не се многу, кои не се сеќавам дали ми ги платат, дали не ми ги платија, меѓутоа нема потреба да ги плаќат, бидејќи тие ми услужуваа со литература, нешто ако ми треба, покануваа на симпозиуми, на конгреси, секој пат беа внимателни со мене, така да јас со Институтот за фолклор сум поврзан повеќе од 55 години и многу сум среќен, особено последните два директора, Зоранчо Малинов и Ермис Лапазановски, не оти се последни, туку тие не само што ме прифатија, туку ми посветија и поголемо внимание, така да тен се заокружи мојата работа во институтот со едно многу човечко однесување и на другите членови на институтот, меѓутоа на директорите и на 20 многу им благодарам. Како се случи да се поврзате со фолклорот трајно, тоест да стане нераскинлив дел од вашиот живот? Почнам да се работам со институтот, имаше Ѓорги Ѓоргиев, беше етномузиколог, Михајло Димовски беше кореограф и запишуваше, знаеше да запишува ора по Лабиновата метода. Скоро со сите бев добар, оглавно со овие двајца бев малку поблизок и со нивна помош бев на првиот симпозиум на фолклористите на Југославија, здружението, имаше Југославенско здружение во Крушево. Тогаш имав јас реферат за сорварските обичаи во неколку струмнички села, кој како прв реферат, не кој знае што, меѓутоа ме е многу мил, затоа што Кирил Пиношлиски баш му рече на Неделјковиќ, кој беше председател на здружението, сега еден материјал ќе чуеме од теренот, нема тука книшка работа, тоа е се истражено, напишено и навистина беше така. И од тогаш сконтактирав со нив ем за стручните работи, ем за да се надоградавам, да побарам литература, ако треба да се оде некаде, кога одевме во Крагујевац, во Загреб, во Сомбор, секој пат бев со нив и на еден начин страстнав со институтот. Од сите надворешни соработници, мислам дека само јас останав толку верен на соработката. Другите полека се извлекува. Некој се постар што почина. Главно и уште 100 години да работам без институтот за фолклор. Значи не може да напредува човек ако сака да се бави со фолклор. Да. И сега кога 55 години искуство се зад вас, може ли да направите една ретроспектива, но едно сумирање како фолклорот го промени вашиот живот? Јас дури од кога отидов во пензија, почнав да работам вака како што треба да се работи и почнав да работам кога бев директор на училиштето, кој што бараше многу ангажирање и ептем малку работа ми останаваше за мојата љубов фолклорот, па кога бев заменет со партиските превирања, јас се одредив на фолклорот и од тогаш една третина верувам дека ми обработен, другото така е останало. Тие ми многу само запишени материјали, не само тие што се сниманите. Треба уште 2 живота по тоа да се среда. Углавном, многу сум задоволен што објавив скоро 16 книги, од нив се 12 најмалку со фолклорна содржина. Еве и сега, после ова што ќе излезе секој печат, следната ќе биде пак со фолклорна содржина и сите други ќе бидат со таква содржина, бидејќи има многу соберно, многу материјали кои што треба да ги обзнанеме. Како ве промени фолклорот? Што донесе во вашиот
живот, со оглед дека голем дел од него е посветен токму на оваа собираност? Фолклорот ми го расшири видиците. Видов дека за некои личности што се пее во песните, тие биле вистински личности. Тие биле човеци од крв и месо, работеле, се бореле и умирале за Македонија. Сретнав личности во љубовни песни кои што биле од крв и месо, кои што изгореле во љубовниот занес, исто како Ромео и Јулија има таков случај во Пеперево и имаме пишувано за тоа. Значи, ми ги прошири видиците, бидејќи сватив дека фолклорот, а со тоа и литературата, е еден комплексен одраз на животот во општеството, во животот на луѓето, во животот на државата, ако сакате, бидејќи збиднувањата се опишени во фолклорните творби, во песните, например. Вршат силно влијание врз свеста на луѓето. Било во микропростор, било во макропростор. Еден вика, како тоа? Еве, например, што е песната во Пеперево. Јосе Главински се викал момчето, девојка се викала Љуба. Забравяјќи презмето. Многу ја сакал. И она ја сакала, само биле многу бедни и по мотивација дека се роднина, биле трети братовчеди, татко и мајки не ја давале и еден саботен ден таткото и мајка доваѓаат во Струмица на пазар, тоа е 53-та година, тоа е многу далеко време. Доваѓаат на пазар и оде Јосе кај Љуба се мела главата, била на мокра коса, да се чешла. Вика, Љубо, ти ќе ме земеш ли мене? Вика, Јосе, правили сме мобет, не може, гледаш каква е состојбата, не ме дават. Ако не ме земеш, тука во рајок сме заедно и имал секира во него и е сечел главата просто. Веснала главата само на корашт. И он со еден нож што го носил резерва, се пропорал во граите и двојцата умреле тука. Пред да умру стил порака да ги закопат заедно, меѓутоа бил сум во гробиште во Перево, едниот закопан на таа страна на гробиште, другиот на другото. Сега, во што е промена на свеста? Сега, секој татко и мајка ќе се запита прво, дали да преше толку на детето, ако сака, например, да се жени со некој девојка, или девојката, ако сака да се маже за некој друг. Јас мислам, има влијание. И фолклорот како најприфатен медиум, така да кажам, меѓу луѓето и уметничката литература. Значи, апсолутно, на мене, плюс тоа, фолклорот, бавенето со фолклорот ми овозможи да ја прошетам скоро цела Југославија, па и на страна во некои држави да идам. Така да сметам дека фолклорот мене ме оформи тоа што сум денес. Ако не беше фолклор, ќе бев обичен учител во пензија и кој знае што как ќе бил. Тоа сум најискрен. Имајќи го предвид вашата опитност во фолклорот, што би требало да направиме ние како држава за да го проучуваме подлабоко, да го афирмираме, но и да го зачуваме македонскиот фолклор? Јас мислам дека државата треба да го одврзе кесето, да помага и на Институт за фолклор, и на фолклористи поединци, што имат соберно материјал да се обзнане, да се издаде, да се проучува. Бидејќи фолклорот не е само љубов и војни. Фолклорот е историја. Значи, во фолклорот ќе сретнеме ние личности кои што са во најдалеката историја запишани. Значи, сметам дека државата треба да малку да биде по штедра во финансирањето на фолклорните активности. Второ, во училишта е многу слабо застапен фолклор како предмет. Мислам, во рамките на македонски јазик, сметам дека да има повеќе часови за фолклор. Еве, ние со Ацо Георгиев одаме по училишта, зборуваме за фолклорот. Јас лично, Ацо многу ми помага во таа смисла, ама 1-2 часа годишно не е ништо. Значи, треба наставниците да имат една поширока слобода да работат со материјали од со фолклорна содржина. И сметам дека тоа многу е битно и во основното, и во средното образование.
Благодарам.